K15! Драги гледачи, добар ден! Сите сме сведоци како Македонија да се своевиден начин преку голема врата ги отвори портите на рајот и влезе ширум светот. Секаде сме сведоци како се слави оваа голема победа на Македонија, при што сад ни рекова дека сме Република Македонија и вие имавте прилика во изминатите денови да видите колку еуфорично и свечено беше во градовите, исто урнебес беше и на планините, а мене како ексклузивен репортер ми се падна да видиме како луѓето оваа вест ја слават покрај реките. Еве тука најдовме двојца наши славеници и во оваа прилика ќе поразговараме. Дали вие славите тука со тоа што правите скара? Батка, ние, да ти кажам, прославивме вака, стварно сме срекни и можам да кажам дека сме многу задоволни од овој гест на Америка што не призна, меѓутоа мислам дека веста без разлика дали е добра или е лоша, кога е со ваков интензитет, треба да се соопштува од околу, разбираш? А, како мислите од околу? Па од околу, затоа што другарчево, која разбра дека Америка не признала, одлепи. За тоа. Би мислите од среќа се радува многу? Не, батка, се штракна. Одлепи човеков, која разбра дека не признала Америка и почна да прави муабет со живот, неве сега и гледа на кафе на некоја жаба. На вистина може да биде поексклузивно него што сум уобичаено навикнат ја. Толку ти се, мислам, отворени фигури, тоа е нешто неверојатно. Таква среќа ќе то огрее тоа нешто што си го посакоело у цел живот, ќе сретиш една црна особа, многу така фина особа, која ќе сака да упознае се што се тиче тебе, абе до танчина ќе сака се да дознае за тебе, скроз се за тебе сака она да дознае. Што рече? Епа, она сега праша кај ќе сретам таа особа што толку се интересира за мене и што сака се утанчина да дознае. Еве тука, тоа тачно се гледа, у Шолјан се гледа дека тоа ќе се десе на час по биологија. Ај буци си желба се, ајде. Мислам, сепак поише на зоологија. Мене ме интересира вака поконкретно за еуфоријата што ве зафати. Како ја прославивте? Батка, ја не би правил муабет за еуфорија, да ти кажам, еве, 13 години како ги гаиме односите со Грчка и како ги развиваме тие демократски билатерални односи, уште на времето кога чекавме по 2 месеци бензин. Демократски односи се градат, сака период да помине, си има еволутивен процес, а сега Америка со овој ге сака да ни спокара со Грчка. Зашто така мислите, мислам, девојте да бидете многу храбри во оваа изјава? Не сум ја храбар, слушај, ја имам емоции, не сум ја ѓон, бе. Сабајле идам у Веро, идам на каса, таа касиерката не може му очи да ја погледнам, бе. Поминувам поред грчка амбасада, вртам поглед, што да му кажам на тој ако ме погледа низ прозор, фраерот што ми даде виза на ливче ми даде да не ми троши страници од пасошот. Добро, мислам, овие се работи секој ден. Сакаме, секој ден сакам да извадам припејту космофон, со кој образ да идам таму на луѓето да им кажам? Со кој образ? Мислам, знам дека они мене никад ништо нема да ми кажат, ја не сум фактор, тоа не зависи од мене. Ама ете така емотивот сум, ја стварно би замолил. Мислам, имаме еден апел до властите, пошто сега ќе има сигурно голема најазда на држави што ќе сакаат да не признаат од ИСАТ, нели лесна нога имаат они кои ќе признаат, после сите не признаваат. Секое признавање, ако може да ни го соопштуваат така од околу, мислам, пошто е така нагло и човеков одлепиш. Како да ти... Види со метана, колкав сум фанал, бре. Снимай. Дечко, ова не е соб, ова е крап. Дечко, јас си го фана и како сакам, така ќе го викам. Ме слушна? Сомево, каков крап. Добро, мислам, у секој случај добар улов, ќе имате како е, ние да се вратиме на признавањето, како што знаете Америка не призна, а кој призна пола му се прашта. И тоа, мислам, биле паника за вашата телевизија покрај реките и обалите во Македонија. Пријатно. K15!